почитувани гледачи, ова е 413-та емисија на Македонско издание, која што ве информира за најновите информации од македонската комуна во Торонто и која ве забавува со убава народна македонска музика. Македонско издание, како што веќе знаете, се емитува на нашиот сајт www.macedonianedition.tv, каде што можете да ја гледате оваа емисија во секое време кога вас ви одговара. После цели 20 години емитување на Роџерс кабловска телевизија, Македонско издание продолжува да ја представува македонската комуна од Торонто на нашиот вебсајт со професионално обработени содржини, прилози кои, како што ни велите вие, кога секогаш ке ме сретнете, со задоволство ги пратите. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот, уредникот и водителот на ова ваша програма и сакам да ви се заблагодарам што одбравте да бидете во наредните минути заедно со нас. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. Како што сите веќе знаете, на 12 февруари 2019 година името на нашата земја беше променето во Северна Република Македонија, со што се завршува долгогодишниот спор со Грција и се отвора патот кон членството во НАТО. Нашата земја ќе може да се ословува скратено како Северна Македонија, а националниот јазик ќе продолжи да се вика македонски. Граѓаните и понатаму ќе се викаат македонци, а не северни македонци, истакна потпаролот на владата Миле Бошњаковски. Инаку во нашата комуна, овде во Торонто, традиционално беше одржана комитската вечер во чест на раѓањето на Гоце Делчев, а организирана од организацијата Обединети македонци. Во продолжение проследете што забележа нашата камера од овој настан. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all thy sons command. With glowing hearts we see thee rise, the true north, strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. Makedonia será novos once nas slobodata. Makedonci te se bora za svojite pravdi. Makedonci te se bora za svojite pravdi. Ono posega znameno se na Kruševska ta republika. Goce Delčev prituguli, da ne truje sandanski. Goce Delčev prituguli, da ne truje sandanski. Го повикал председателот на Организацијата Обединети македонци, господин Вендо Бакаловски, да поведе годинца. Драги македонци и драги македонки, дозволете ми да од моје име како председател на Македонската национална организација Обединети македонци и од името на целата управа да ве најсрдечно поздравам и воено си го честитаме големиот македонски празник во чест и спомен на нашиот син, учител и водач на македонскиот народ, апостолот Гоце Делчев. Ние Обединети македонци одегли владари, пирини, мала преспан, собрани вака обединети братски во еден македонски патриотски дух,
се поклонуваме пред големото Богоцеделчево дело и ги кажуваме дека името Македонија и македонскиот народ никогаш нема да загинат. Денес организацијата Обединети македонци оваа година прославува 60 години од формирањето и постоењето и работењето на овој дел на светот. И затоа имам голема чест и овде пред сите вас да го поздравам од сите нас првиот председател на организацијата Обединети македонци, кој пред толку 60 години имал таква визија и да формира една организација која ќе го чува и брани македонското битие на овој дел на светот. Господинот Джеймс Сандрос. Во тоа време овде македонскиот народ бил напаѓан од тугашните од тоа време организации на пробугарски, прогршки и пројугословенски организации. Со довоѓањето на организацијата Обединети македонци се гарантираше и се гарантира македонското постоење овде на овој дел на светот. Во тоа време организацијата формираат македонски културни друштва кои беа формирани македонци кои во тоа време прославуваја своји 50 или 60 години. Ова покажува дека ние македонците овде на овие простори сме многу одамна. Македонските друштва Оштима, Статица, Був, Горничево, Желево беа јадрото и срцето на македонизмот во овој дел на светот и од тие организации е формирана организацијата Обединети македонци во Канада. За кое, како што реков, му се благодариме на председателот Джеймс Сандрос и на сите управи што поминаа во овие 60 години кои работеа често и поштено за доброто на Македонија и македонскиот народ. Ке дојде денот кога повторно ние македонците ќе бидеме славни како што бивме порано, дека Македонија и македонскиот народ е едини балкански народ и држава која е запишана во Библијата. Македонија, како е реков, е библиска земја. И се надевам дека ќе остане така со нашата помош, со нашето обединување, нема да дозволиме да било што ја стане, македонското име нема да загине. Да живеам Македонија за ново години. Амин. Благодарам, Мендо. А сега би сакала да го повикам и председателот на наша Македонска православна црква, Свети Климент Охридски, господинот Чедок Менковски. Добро вечер на сите присутни гости, председателот на Обединетите македонци, Мендо, почесни оци и сите наши македонци и македонки. Во име на црквата Свети Климент Охридски и како и оваа година, честни е да сме овде со македонската организација Обединети македонци да прославиме оваа наша Гоцева комитска вечер. Ви пожелувам се најдобро во семејствата да браниме Македонија и оваа наша црква. Политичарите се предадени, јас мислам да останаа владиците да се наделаме граници. Јас не мислам дека и они ќе не останат на цедило како овие политичари. Да живее Македонија. Да живее македонскиот народ. Затоа би сакала да го повикам господинот Боби Темелков, кој што е председател на Светскиот македонски конгрес Канада, а кој што и воедно неодамна се врати од Македонија, каде што беше и сведок на сето она што се случуваше во последниот месец дена. Боби, благодарам. Најверојатно сите се прашувате што се случи во Македонија. Јас најповеќе од мојот говор ќе го употребам од прво уста да слушате што и како се случи во Македонија. Повеќето сите се осеќаме како предадени, измамени, но јас ќе кажам дека не треба да се осеќаме изгубени.
Се уште има надеж, ние никогаш нема да престанеме да се бориме за Македонија. Да почнем малку од почетокот, отидов таму пред да дојде тој судоносен закон, на кој го сменија нашето име Македонија, да не го спомнам името во која Македонија. Луѓето доаѓаа на улица, се борија, но не дојдоа во доволен голем број. Најголемата партија во која сите се надевавме дека ќе испадне, дека ќе го повика народот, испадна, но не го повика народот на жал. Се случија доста работи кои не требаше да се случат, што е тоа е, не можеме да го вратиме назад сега, но треба да продолжиме да се бориме, затоа што ние како македонци, моментално во Канада, сме единствените македонци кај што можеме слободно да кажеме дека сме македонци. Во Македонија тоа сега, ако некој каже дека е македонец, Малкуцка може да биде да заврши у затвор кога што затвори нашите браќа во уставобранителите. Имав состаноци со скоро сите организации, председатели на организации. Имав состанок и приемки председател на Македонија. Од него добив некои надежи дека ќе може да помогне барем за уставобранителите, но повеќе од тоа не можеме да рачунаме на него. Него му се затворени рацете како што се затворени рацете на многу македонци во Македонија кои се борат. Не чекаат тешки моменти овде тука во Канада, или не само во Канада, туку надвор од Македонија, македонците надвор од Македонија. Оваа година ќе биде пресудувачка за заедниците надвор од Македонија. Тоа што го направи во Македонија ќе покушаат да го направат и на заедниците во надвор од Македонија. Значи, нема да успеа, се разбира дека нема да успеа, затоа што ние сме тука македонци, слободно може да кажеме дека сме македонци. Ние живееме во демократска земја кај што никој нема да не затвори ако кажеме дека македонци. У Македонија сега е скоро забрането да бидеш македонец. Знаеме дека ни нанесоа двојазичност, но најдобро од се е што сите работи што ги нанесоа во Македонија се нелегални, не се уставни. Еден ден, дали пред нашите судови во Македонија и пред судовите, пред светските судови, и ние ќе се бориме, ќе се избориме за нашата правда. И живе Македон Латиновски, кој што е председател на Македонското патриотско здружение или организација Антон Ќуското во Канада. Живе Ви благодарам за поканата. Голема е честа да бидам овде присутен меѓу сите вас. Дури овде од говорницата можам да го осетам трепетот на вашето срце кога се споменува името Македонија. Но дури можам да го осетам и гневот во вашите души, гледајќи дека нашата држава е на распродажа. Вечерва сме собрани да одадеме почит и благодарност на големото дело на нашиот амбасадор, војсководец, нашиот учител Гоце Делчев. Гоце Делчев уште од млади години, одејќи од село на село, од град на град, обединувајќи го македонскиот народ, охрабрувајќи го македонскиот народ да си ја наполни пушката берданка и да појде кон поход против тиранијата, поход кон слобода за слободна Македонија. Гоце Делчев имаше две визии, едната дипломатска, другата патриотска. Дипломатската гласеше вака: јас го познавам светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите. Втората беше смрт или слобода. Гоце Делчев заедно со своите останати чети млади ги положија своите животи за да денеска слободно живееме. Желбата, дами и господа, на Гоце Делчев беше коските и душата
да му почиваат во главниот град на слободна Македонија. Верувам дека денес и душата и коските му се превртуваат во гробот, гледајќи дека поколенијата на предавниците кои што него го предадоа, се уште ја газат македонската земја. Свесни сме и го гледаме се она што се случува денес во Македонија, еден демократски геноцид. Нелегалната избрана власт, илинденската историја ја предадоа на бугарите, античката македонска историја ја предадоа на грците, во меѓувреме го одземаат и правото на македонците, право на определување, право на зборување на македонски јазик и право да се ја нарекуваме државата како што ние сакаме, како што ние си ја заслужуваме, само Македонија. Меѓутоа, сите овие неправди со голем аплауз се поддржани од западноевропските бирократски политичари, каде што ни преостанува на нас, освен народа македонски, борбата продолжува. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ. Caro
канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. А сега да проследиме една музичка номера. Късмет изпрати ме тамо јабана. На гурбет ке одам, пуста тугина. Ти за късмет изпрати ме тамо јабана. А пусти пари, што ми сторивте, цел живот само тага mi donesovte. A pusti pari, prokleti da ste, samo sreća, malku sreća, ne mi kupivte. Kako je daleko od doma, mnogo teško je. Koji ne bil ovde, to i ne zna, tugina kako je. A pusti pari, što mi storivte, cel život samo taga mi donesovte. Pari, prokleti da ste, samo sreća, malku sreća, ne mi kupivte. Stari umoren, bogat da si dojdam, majko neko ide, koj li mene ke me saka stari umoren. A pusti pari, što mi storivte, cel život samo taga mi donesovte. A pusti pari, prokleti da ste, samo sreća, malku sreća, ne mi kupivte.
во денешнава емисија имаме неколку информации за професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови. Побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. Читайте македонски вести со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. За грижлива нега на вашата коса и незино професионално стилирање, побавајте ја Елизабета на 647-281-5501. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија на македонско издание. До нашето следно видување ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Da 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 dee